по оставката од генерален секретар на Унијата на жени Лилијана Затуровска, оставка си поднесе и Лилијана Кузмановска, подпредседателката на Унијата на жените. А сега ќе го продолжиме она за што јавноста се интересира, односно преку твоето прашање. Значи, во собранието е започната процедурата за одземање на пратеничкиот мандат на пратеникот Никола Груевски, поранешен премиер на Македонија. Значи, овде со мене гостин во емисијата е председателот на Комисијата за мандатно и деловнички прашања Павле Богоевски. Господине Богоевски, вие како председател на комисијата имате одредени задачи. Која е вашата прва задача? Овака сега, значи целата постапка започнува со моментот кога известувањето од судот ќе стигне до председателот на собранието. Тоа се случи на крајот на минатата недела. Вчера председателот ми го препрати на мене писмото како председател на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања и од тој момент почнуваат да течат роковите. Денеска е првиот ден по примањето на писмото и како председател на комисијата имам обврска во рок од 15 дена да свикам седница на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. На таа расправа ќе се утврди предлог заклучок кој потоа ќе биде проследен до собранието каде по него ќе се расправа на пленарна седница каде што ќе расправат сите 120 пратеници. За заклучокот биде усвоен во рамки на самата комисија, потребно е за истиот да гласаат мнозинство од вкупниот број на членови на комисијата, односно 6 од вкупно 10 членови на комисијата, колку што имаме. Но, кога тој заклучок ќе отиде на расправа на пленарната седница, за да биде усвоен, за него треба да гласаат 2/3 од вкупниот број на пратениците. И сега овде би сакал да направам едно многу големо разјаснување и за гледачите и за вас. Значи, на неколку пати во текот на последниве денови ми се јавија и новинари, од јавноста добив прашања дали сега се расправа за некаков имунитет за пратеникот Груевски. Ќе одговорам не. Значи, не постои таков имунитет кој штити било кој пратеник од кривичен прогон или од ослужување на казна. Сега расправаме за тоа дали додека ја врши казната, да продолжи да биде пратеник во собранието на Република Македонија и само за тоа. А деловникот на собранието и уставот на Република Македонија познаваат две ситуации во овој случај. У првиот случај, доколку е пресудена казна затвор поголема од 5 години, во тој случај мандатот се одзема по автоматизам. Односно, само се констатира дека има толкава казна, се проследува, тоа се усвојува и мандатот се одзема. Но, сега станува збор за вториот случај. Односно, пресудата е помала од 5 години и прашањето што се поставува е дали таа пресуда го прави недостоен за вршење на функцијата пратеник. Тоа е тоа што ние ќе треба да го тврдиме прво со обично мнозинство во Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, после тоа и со двотретинско мнозинство на самата пленарна седница. Како што реков, рокот е 15 дена и јас можам да изјавам дека тие рокови ќе бидат запазени и комисијата ќе се заврши својата работа. Кога може да очекуваме дека ќе биде закажана комисијата? Во наредните 15 дена. Господин Богоевски, сакам да кажам, сакам да прашам, какви се шансите да се обезбеди тоа двотретинско мнозинство на пленарна седница за одземање на овој мандат? Рано е да се зборува за таа работа. Прво треба комисиски да ги расчистиме врските што ги имаме, па после тоа да продолжи на расправа тој предлог заклучок на пленарката. Не би зборувал во овој момент колку гласови би имало за, колку гласови би имало против и мислам дека веќе стана очигледно дека се до последниот момент никој не може да прави сигурни проценки за тоа колку гласови би имало или би немало. Али во секој случај очекувам да имаме плодна расправа, да ги соочиме аргументите и конечно почнеме да дискутираме за оваков тип на прашање. Време е веќе. Цумовски, дали имате некое прашање? Не, би било непринципиелно преку тебе да му поставам прашање на Богоевски, но тебе сакам да те прашам. Ова жениве се оддалечуваат од Мицкоски, Рангелова, Кузмановска или? Па неофицијално дел од нив во разговор со нив нели ми кажа дека не ја напуштаат партијата, но очекуваат ново раководство. Кој би го заменил Груевски доколку биде завршен, прекинат мандатот? Па доколку му биде прекинат мандатот, веднаш по него е Ѓорѓи Камчев. Ѓорѓи Камчев треба да го заземе неговото место, односно да стане новиот пратеник, нели доколку му биде одземен мандатот на Груевски. Имаше две солуции кои јавноста ги третираше. Едната е дека
местото на Груевски, на пратеникот Груевски во парламентот поради престојните обимни обврски и така натаму, а втората дека е нешто врзано со неговиот докторат. Колку што јас знам, тој докторатот го одбрани на економскиот факултет, а магистратурата ја презентираше пред МАНУ, членовите на Македонската академија на науките и уметностите, што беше својден безпримерен гест на настап на еден магистрант пред доајените на Македонската академија. Постојат ли уште во новинарските, во собраниските кулуари вакви собитија, зашто на Груевски не би му бил одземен мандатот? Еве тука со мене е се уште Богоевски, па можам да го прашам него. Господине Богоевски, според сите оние судски постапки што ги бара адвокатот на господинот Груевски, две постапки се да не му биде одземен мандатот. Првата е дека има обврски во собранието и втората е поради неговиот докторат. Какви се овие шанси? Не би сакал да коментирам за тоа, само би сакал да го повторам тоа што вие го спомнавте. Првата работа е дека доколку му биде одземен мандатот, има кој да го замени, така да пратеничката група и гласачите кои што гласале за нивната опција може да бидат спокојни дека нивните интереси ќе бидат представени во собранието, а не би сакал да го коментирам делот со докторатот, тоа си е негово мислење и негово барање. Ви благодарам на разговорот.